Море, кај си се забрзал вака? Сања? Ти си? Од кога не сум те видел? И па откако се преселивме во Канада? Па има веќе 3 години. Зар помина толку? Цела вечност. Како си? Да, добро е. Маријан почна на работа, децата тргнаа во училиште. Полека се средуваме. Одлично. Ти како си? Па, добро. Јас добро. Како ти, Андреја? Одлична и она. Слушам, сте отвориле фирма. Да, за софтвер. Ама се ми се чини дека ти зборував уште пред да заминете во Канада. Да, многу се радувам за вас, да. Би било добро да се видиме, да седнеме на еден ручек. А тоа обавезно. Секако тоа, секако. Така. Да. Она не е Ѓорги? Таму погоре, Кој? мислам... па ете таму мислам дека се разминавме пред малку. А тој се уште е во Министерството за надворешни работи? Не знам, веројатно. Знаеш, ми требаше за некои документи да ми среди, па ако може да некако да ми... Вака, тој повеќе не ми е мене брат. Како? Така. Не разговарам со него, повеќе години. Не сакам да ми го споменуваш, ако може јас нешто да сторам за тебе, нема проблем. Тој те молам, немој да ми го спомнуваш. Добро, не лути се, од каде да знам јас дека е ваква работава меѓу вас двајца? Таква е, да. Така е, од кога? Па, повеќе години. Те молам, не сакам да разговарам за тоа, а и морам да брзам. Ајде, јави се за ова, што јас морам да одам. Да, ќе се јавам, ќе се видиме. Да, за вечера, ете, ајде. Така ќе се собереме на ручек, да. Ајде. Да ти донесам и на тебе ракија? Не мора. Донесене е. Стави да наздравиме. Таман сум го начекал после 3 дена. Ама луѓе, каква ракија? Ајде, гладен сум. Па ручекот е готов, нама се. Готов е? Па готов е. Зашто не кажеш еднаш? Па ајде тогаш, ајде да јадиме. Синко, што ти е тебе денес? Ништо не ми е. Само сакам кога ќе си дојдам од работа, веднаш да јадам, тоа ми е. Тебе нешто вистински те мачи. Кажи што е. Што е работата? Се сретнав со Сања денес. Сања? Таа што се пресели во Торонто? Да, таа. Бараше некаква услуга од мене. Каква услуга? Не таква услуга. Всушност, не бараше од мене, току бараше услуга од тој. Кој? Добро знаеш ти кој. Бараше некакви документи од министерство. Од брат ти. Немам јас брат. И престани со тоа, сакам да заборавам дека имам брат. Доста веќе со тоа. Тој ти е брат и никош нема да заборавиш. Татко ти е во право, имаш само еден брат. Значи, Доста ми солите памет. Слушај, тој ти е брат и од тоа нема бегање. Него да го прашаш тоа, а не мене. Брат. Срамоте од луѓето. Двајца браќа, а не зборуваат меѓу себе. На што личи тоа? Ама зошто не сум јас виновен, тој е виновен? двајцата сте виновни. Чекај. Вистина тој ти сгреши. Ама ти дупло му врати. И што сега? Ништо не е сега. Ајде да јадиме. Ти сакаш да кажеш дека ти солиме памет. Овие твоите секој ден што те трујат и може да ти солат памет, а ние сега не можеме да ти кажеме ништо. Ма добро, што ви е вас? Ви реков дека јас повеќе немам брат. И ете, изгубив апетит од вас. Ти реков да не ја почнуваш пак таа тема. Па тој ја почна, гледаш, со ред. Сега чекај го 3 дена да си дојде дома. Оваа тура е од мене. И предходната беше од тебе. Јако де? За вакво друштво пари не жалам. Абе, знаете дека ја видов она Сања?
Бојана Сања. Ми кажа дека се вратила. Знам. И јас ја видов. Дошла тука за празниците. Кога одеше со неа, сите ти љубоморевме. Знам. Затоа и одев, А ние мислевме дека си заљубен во неа. Јас? Не, види, она е згодна, убава све, ама многу е препотентна. Многу. Колку што знам, она те откачи тебе. Ама јас направив така да биде. Разбирате? Не баш. Не знаеш што зборува. Нели после месец дена ја молеше да ти се врати? Ти. Ја молеше. Ајде, Осте тоа да наздравиме за нашето пријателство кое трае толку долги години. Георги, иди. Дојди тука, седни со нас. Нека јас да не ви пречам. Таман работа. Дојди, ајде, седни овде. Нема потреба. Убаво друштво сте се. Па ништо не ни фали, бе. Каде така, затоа вие седете си, баш сте убави. Види, те викаме како луѓе. Немој да врегаш сега. Нема потреба. Пијана работа. Каков препотентен тип е. Како она твоја бивша. Како зајде, Ајде, зарно зубо. За... Да наздравиме за пријателите. Не за пријателите. Епа, Да наздравиме за фамилијата. Вие сте мојата фамилија. Така е. ала муабето. Ајде на здравје. Ајде на здравје. О, брако. О, брако. Ќе ја испразниш? Тргнија да не ја наполнам. Бре, синко. Јас знам дека сте млади, дека ви се пие, ама не до толку, свиња си се направил. Не сум пијан. Не треси зелени. А што си тогаш? Јас сум само еден човек кој што синоќа си поминал убаво една вечер со другарите. Со пиени. За кое ти плаќаш? Сите плаќаме. Ама најчесто ти. Другарите си помагаат едни со други. Во пиени. А и немаше да биде вака ако не се појавише тој. Кој? Тој, твојот син. Ѓорѓи е дошол. Дојде, промрче нешто и избега. Сега нешто да ти се случи, ниту еден од тие твои добри другари нема да дојде. Само тој што не сакаш да го спомне, само тој ќе ти остане. Тој, ајде не треси зелени. Камо среќа брат ти да го бранеше така како што ги браниш твоите пријатели. Немам јас брат. Слушај, синко. Брат брата не рани, ама тешко кој го нема. Ајде, стари, доста со тоа, доста. Може еднаш да завршиме со тие глупости за секогаш? Еве вака, ако не биде како што ќе речем јас, името нема да му го спомнам никогаш повеќе. Ајде баш да видам што си наумил. Еве вака. Ке ти ги измачкам рацете со црвена боја. Ке појдеш кај едниот пријател. Па ке појдеш и кај другиот. Ке бараш помош. Ке им кажеш, ми дојде в куќи еден арамија и јас го отепав. Ве молам да ми помогнете да не лежам затвор, да ми помогнете некако да го сокриеме, да го закопаме. А? Абе, стари. Стари приказни се тоа. Ако, нека се стари приказни. Ти само направи така. А ние овде ќе испечеме, еве, цело прасе ќе испечеме. И кога ќе дојдеш со тие твои пријатели, што ќе ти помогнат, прасето за вас и ќе пиете колку што сакате. Стари, само да знаеш каква гозба ќе изнаправиме со моите пријатели. Слушај, луда ти е идејата, ама скроз ти е луда, прифаќам. Епа, ајде. Се сложувам и ќе го сторам тоа. Епа, ајде тргни да бараш помош. Ке тргнам де?
Ке тргнам. Само малку да се совземам од синоќа. Да, соземи се. И така како што ќе појдеш весел, така сакаш да се вратиш весел. Ке се вратам весел. Ке видиме. Ке видите. Чекай, што си се распа? Јас сум, отвори. Добро да. Што е таа работа? Пак нешто заборави? Не. Слушај, друже, имам голем проблем. Каков проблем? Дај да кажи, што? Утепав човек. Како би тоа човек? Дојде во станот кај мене, нешто сакаше да ме ограбува и го удрив и не мрдна. И сега? И сега барам некој за да ми помогне да го закопам. Да го закопаш? Што друго би правил? Затоа те молам, ти си ми еден од малките пријатели, мораш да ми помогнеш, да дојдеш. Види вака пријателя. Јас би ти помогнал на тебе, ама кате моја ми е многу болна. Ја боли стомакот, има некои грчеви, температура има, све ја боли. Не можам да ја оставам сама. Ката е болна, а? Многу е болна. Морам да бидам со неа. Добро, те разбирам. Добро, пријателе. Ајде. Нека. Ајде, оди и побарај помош од некој, ајде. Будала човек. Утепал некого, јас сега да му помагам. Затвор не му бега. Јас сум, отварај. Што е? Што тропаш во ова време? Што станало? Помагај, имам голема мака. Што е ова на раце? Потивко ќе не чуе некој. Слушај, дојде некој дома и ми влези. Некој непознат човек и го удрив. Го удрив и падна и не мрдна. А може би се онесвестил, требало да викнеш брза помош. Не. Мртов е. Како мртов? Така е. Ме слушаш ли ти мене? Убив човек, човек убив. Си ја навлеков белјата на глава, бре. И сега што ќе правиш? Како што да правам? Не ми се оди в затвор. Мораш да ми помогнеш да го закопаме заедно. Како да го закопаме? Така да дојдеш со мене и да го закопаме. Ма, не можам, пријателе. Како да го закопаме? Ене ја, жена ми Ана лежи болна в постела, тешко болна. Не можам да дојдам. Ана е болна, а? Да. Снаоѓај се како знаеш. Па добро, што ме Ана болна? Не можеш, а? Не можам да дојдам. Добро, пријател, добро. Слушај, и потивко да не те чуе некој. Види бела човек. Утепал човек и ме вика заедно да го закопаме. Идиот. Што си направил? Тоа е од приказната. Кај ти се пријателите? Не сакаат да дојдат, нели? Не сака. Сега ќе појдеш кај брат ти. Не, таму не одам. Нема не. Ќе појдеш и ќе побараш помош. Јас ти кажав дека од него помош никогаш нема да барам. Синко бре,
еве за последен пат те молам, направи така. Па ако не дојде, еве, јас ќе го отпишам. Името веќе нема да му го спомнам. Добро. Ке го сторам тоа, ама само да ве замолчам вас двајцата. Ке го сторам. Хајде. Ете, му го спомна името и веднаш ме потера. Ајде да ми помогнеш. Хајде. А јас ќе чекам. Што стана? Ми треба твојата помош. Сигурно е нешто сериозно штом си дошол кај мене. Најдов човек дома. Крадец. И го убив. Како бе? Ми треба помош да го закопам. Ајде оди. Чекај. Што чекај, ајде одиме, ајде побрзо, немаме време за губење, Лука. Ама дома твоите? Што дома моите? Добро да Јована нешто е болна, ама нема врска, ќе ме почека. Ајде, Ќе оставиш Јована сама? Лука, тргнувај пред мене, немаме време. Ајде да го закопаме човекот, види го. Татко, каде е телото? Чекай, полека, седни. Седни дома. Ајде, немам време, ајде да го закопаме, дајте побрзо. Смири се, седни. Ќе се среди цела работа. Е па така така, ајде не се зафркавајте луѓе, дајте да средиме работава, ајде. Ама чекай, полека. Еве гледаш, на масата е телото. Мислам, печено прасе. А има и вино. Тоа ќе го средите како браќа. Тоа е човекот што го отепов. Добро луѓе, вие си играте со мене. Чекај, сега јас ќе ти раскажам се поред како беше. Ајде. Значи вака, татко ми ме запна дека имам неубави пријатели, дека се опиваме секоја вечер и беше многу луд што појдам кај другиот пријател, дали ќе ми помогнат. Меѓутоа, никој не ми помогна, па тој ме натера да појдам кај тебе. Разбра? Затоа се браќа тука. Па. Ете стари, излезе она од старите приказни, старата. Како? Брат брата не рани, ама тешко кој го нема.